Интересот на струмичене за земање на членство во градската библиотека Благо Јанков Мучето е голем со оглед на тоа што често земаат книги. Овој месец библиотеката нуди можност за уписи по 100 денари за основци, средношколци и студенти. Голема заинтересираност имаме и тие што се постојани читатели, кога ќе ми измене членството, секоја година го обновуваат, но имаме и доста нови членови. Младите се заинтересирани за читање, па токму затоа оваа прилика за нив е уште поголема мотивација, додека минатиот месец истото важеше и за пензионерите, кои се едни од најредовните читатели. Па токму нив ги прашавме што најчесто сакаат да читат. Дали читате книги? Па, сега веќе на интернетот сме. Од и литературата тука, али во средното образование, живот и дело имавме од главните писатели, кои се ми што ми се восеќавање, понекогаш и повторувам некоја литература од техни. Има многу и пријатели, и книги, и по втор пат, и по трет пат некој ги читам. Ме останало од детството од Сонја Север, верни другари, и го препорачувам на сите млади да го читат. Многу нешто може да научите. Етом дека ќе ме интересира, читам. А сега најмногу читам внуците. Лектирите дни ми ги повтараме, Робинсон Крусо и што јас знам, хајде, това го работиме. Дигиталниот свет во кој живееме не поттикнува да го избереме филмот пред книгата според која е направен, а вртоглаво динамичното секојдневие ни го скратува слободното време за континуирани средби со книгите. Сепак, ниту еден изговор не е доволно силен за да го оправда дистанцирањето од книжните извори на знаење и инспирација. Познати факти се дека книгите можат да го намалат стресот, збогатат речникот, ја подобруваат брзината во читањето, можат да го забават когнитивното старење, да развиваат бујна фантазија. Исто така, исчекување во смисол како би се одвивала содржината понатаму. Читањето е и одлична вежба за концентрацијата, го подобрува памтењето, како и ја одбегнува здодевноста и слободното време. Затоа, секој слободно може да ја посети библиотеката, да се зачлени и да ја избере својата омилена книга.